Почитувани, добар ден, го следите празничното издание на Црвена линија. Секако верувам дека во комодитетот на своите домови и на вистинското место на Телма телевизија и денес ќе бидете заинтригирани и секако ќе ги споделите вашите лични искуства, мислење и одговори на темата за која што ќе говориме токму само со вас. Социјални медиуми имаат многу позитивни, но и многу негативни страни. Покрај корисните информации, мрежите се затрпани со лажни вести. Инфлуенсерите се новите креатори на јавното мислење, а недоволното познавање на алгоритмите направени за зголемен промет на одредени содржини може да ве доведе до заблуда за одредени производи и услуги. Оно што денес сакаме да ве прашаме дали имате доверба во купувањето онлайн. Дали производ што сте го нарачале онлайн е истиот што сте го и добиле? Сте се обиделе ли да го вратите ако не сте задоволни? И секако уште едно прашање до сите вас, кој ги штити онлайн купувачите? Тука ќе ве потсетам дека и нас не има на социјалните медиуми, секако ќе не препознаете по тоа што сме Црвена линија на Facebook. Нашите теми се објавуваат и на профилот на Телма телевизија на Facebook, на Twitter и секако насока во која што секако ќе сакаме да ве има во голем број, а тоа е Instagram. На нашиот акаунт, профил, секако на Instagram Story, денес имаме подготвено прашање до сите оние кои што не следат на Instagram. Купувате ли онлайн? Тоа е нашето прашање. Имате две опции за одговор. Да, не. Вашето е да кликнете на опцијата која е вашиот одговор и секако резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите и тоа во однос на пресметано на проценти. Сега, како граѓани, секако како луѓе кои што верувам голем дел од вас ја пробале услугата онлайн купување, би сакале ети да споделите какво е вашето лично искуство, дали почесто купувате онлайн, дали доколку сте незадоволни, сте успеале, се разбира, да бидете услужени од онлайн продавачот, продавницата, како сакате да ја наречеме, дали ви бил вратен производот, парите и така натаму. И најважно од се, дали знаеме кој ги штити онлайн купувачите. До нас патот е лесен, 023070005. Се разбира, ќе мора да напоменам како и во секоја издание на Црвена линија, ве замолувам, особено важи до оние кои што прв пат ќе имаат искуство со вклучување во контактна емисија, да го намалите целосно тонот на телевизорот, со мене да зборувате преку слушалка, од кога ќе ве вклучат од режија. Јас сум подготвена, ако го имаме првиот гледач, можеме да почнеме веднаш. Добро вечер, ке речем. Дали се слушаме? Најверојатно другата страна нема ништо се уште, но како и да е, ќе потсетам, бидете упорни, се разбира, интересот е секогаш голем за секој издание, така да од режија ќе ве прифатат и намалете го тонот на телевизорот. Тоа е единственото најважно техничко правило во Црвена линија. Добро вечер. Едно кратко прашање. Дали не може да се постави во нова прашање, уште друго некое прашање за нас пензионерите? Вака сега, прво да ви посочам да го намалите целосно тонот на телевизорот. Ајде. За да јас и вие се зборуваме преку слушалка. Дали добро ме слушате? Добро ве слушам. Одлично што ме така. Па добре ни дојдовте во Црвена линија, вие сте ни првиот гледач во ова празнично. Кратко прашање. Дали може нешто за нас пензионерите во нова тема да се постави прашање? Сакате вие да поставите прашање? Да. Кажете го прашањето па да се вратиме на темата. Од прилика, дали ќе се знае, ево, да антикризната мерка, кога ќе биде исплатата што беше ветена од владата. Тоа сакаме да знаеме, ќе имаме здравствени тешки проблеми. Благодарам, еве што го искористивте учеството да го поставите прашањето, е јавно поставено. Сега да ве прашам, еве сте пензионер, дали ви се случило некогаш да нарачате нешто онлайн? Онлайн потешко, али имам се јавено на овие другите компании што и ги рекламираат производиве за здравствениве услуги. Така?
Производот првиот што го седовме беше во ред, али вториот не ги задоволи потребите. Постојано ни се јавуваат, значи сугерираат да се земи, тоа беше овие речете ги компанииве од Скопје, со сите производи, не Топ Шоп, туку другата, со лекарствава што ги рекламираат. Дали еве реагиравте? Куркумата обично. Дали реагиравте, дали го вративте? Втората нарачка не. Така, дали втората нарачка ја вративте, дали ви дадоа подобра? Го откажав чисто отворено поради разликата на квалитетот. Така, во ред. Благодарам многу, еве, секако ќе ви укажам во однос на тоа што го поставивте првично прашањето. Секако таа тема ќе биде поставена во рамки на деновите кои што следуваат во идната работна недела. А сега да се навратиме и на темата за која што верувам секој од вас има што да каже, особено од лично искуство. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме добро, еве јас да прашам? Да. Драго ми е дека е така. Па еве дали особено ќе споменам во периодот од пандемијата многу се купуваше онлайн. Дали сте купувале онлайн? Точно така, пред се да ви посакам убаво попладни убавни вечерни часови. Благодарам многу. Сме порачувале, да, меѓутоа не сме воопшто задоволни. Пред се не го добивме тоа што го посакуваме. Имаше жалби на страницата, пишувавме. Верувајте дека за кратко време не блокира. После неколку пораки се виде дека се прочитани нели пострелкичките и бевме блокирани. Со тоа што се обидовме пак, отидовме до Карго испораката и таму не можа ништо да ни помогнат, значи се работи за поголема нарачка. Пред се што не добивме тоа што треба и после тоа не бевме нити исконтактирани, нити ништо. Верувајте, значи толку има измами, тоа е нешто неверојатно. Дали според вас тоа генерално важи за сите онлайн купувања? Не, еве денеска, значи од друга страница си ја добив нарачката во угледно време, во договорено време, исконтактирана со пораки. Што најчесто се охрабрувате да купувате онлайн? Еве и тоа ќе ве прашам. Па верувајте дека мора да биде тоа нешто поситно, затоа што за еве вакви суми како што бевме оштетени не се превзема ништо. И во Карго не беа мокини да ни помогнат. Така, благодарам многу, тоа е она што го очекуваме денес од сите оние кои што ќе се јават во црвена линија, секако да ни предочите и да ни го опишете вашето лично искуство, колку сте задоволни, колку често купувате онлайн, колку не сакате можеби да купувате онлайн, како и да е, еве на самиот почеток ќе ви представаме една графа во однос на тоа што купуваат македонците на интернет, изворот Евростат објавено од Bloomberg Adria. Облека, вклучително и спортска облека, чевли или додатоци, најголем број процентуално. 67% од македонците тоа најмногу купуваат. Спортска опрема со исклучок на спортска облека 16%. Други производи 12%, козметика, производи за убавина или велнес 9%, компјутери, таблети, мобилни телефони 8%, потрошувачка електроника 7%, мебел, додатоци за домаќинство 5%, детски играчки или предмети за нега на деца 5%. 4% од македонците купуваат производи за чистење и за лична хигиена, а само 3% медицина или додатоци во исхрана. Дали купувате вие онлайн? Какво е вашето искуство и дали според вас постои заштита на онлайн купувачите? Добро вечер. Добро вечер. Дали купувате онлайн, еве да прашам? Па да. И не вака да кажеме пасиониран купувач, меѓутоа од време на време нешто ако има интересантно, ако ми западне за око, го порачувам. Што ви е најинтересно, еве, облека на очиглед? Од секаде и од гардероба не зимам затоа што сум корпулентен, па некако тие бројките никако не можам да ги погодам, да ви кажам право. Имате турски XXL, имате европски XXL, имате и разни бројки. Дали ме разбирате?
Меѓутоа, околу патиките, таква работа, претежно ако е страницата некоја што ја знам, речеме, што има продавници низ градот, взимам, а иначе вака онлайн да непознати страници не купувам, да ви кажам право. Пошто проценувате дека страницата, односно онлайн продавницата е добра? Па мене да претежно прека ги знам кои продаваат низ град, кои имаат продавници. Речеме, некои, да кажем, страници, кои ќе ја видите страницата, прво ја листам горе на историјата на фирмата и ќе видите дали одма знаете дали е таа некоја сериозна или не сериозна, затоа што ги има генералите или податоците за фирмата во тоа на страницата, дали ме разбирате? Прво треба да отворите страницата да проверите што страница е. И тука водам сметка многу дали има телефони за контакт, дали има седиште на фирмата опишено. Ако има некои нејасноти, не се пуштам во ризик. Не сум имал до сега негативни искуства, да ви кажам право. Имало утки во порачката, меѓутоа биле љубезни па замениле и врат. Така, вашето искуство е позитивно, пријатно и драго ни е дека тоа е така. Ке ги вклучиме и твитерџи на темата, не случајно, за да можете еве и на нив, односно на нивните твитови да се надоврзете, а можеби со некој од нив и да се сложите. Ке почнеме со твитот на Султана, кој што е од 6 јуни, но како и да е, особено порастот на онлайн купувањето во рамките на периодот на пандемијата, така да онлайн веќе поодамна купување е нешто што го прават македонците. Султана напишала, според закон за заштита на потрошувачи, секој производ што е за продажба треба да има јасно истакната и читлива цена. Па да ги прашам овие онлайн бутици, пилјари и сештологи, дали почитуваат закон, зошто не и зошто никој не ги контролира. Според вас, кој ги штити онлайн купувачите? Еве, какво е вашето лично искуство? Што купувате, како купувате и како одлучувате кој е веродостоен од него да нарачате тоа што ви е неопходно? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Па да ви кажам, јас нешто купувам, некаде со некој сум задоволна, а ми се случи да ми пуштат чевли, помал број. Беше отворена пратката и ништо не се знаеше, ни број, ни стој, ништо. Не требаше да ја примам, грешка моја, ама незгодни се каргото, овие вработените во каргото се тие што дојдоа многу незгодни и друг пат имам проблем. Ти носи пола пратка, ја гледаш дека пола пратка е, беше случај со наочари. Порачав 4 пара наочари, ми носи 2 пара. И му викам, овие се 2 пара. Ајде да ги не се 2. Ајде да ги отвориме. Не смееме да отвориме. Не ги отворивме и јас ги вратив тогаш. Дали реагиравте кај продавачите, всушност главниот дистрибутер на очилот? Па да ви кажам, некој пат се љубезни, некој пат да, реагирав и као Божем ќе се среди работата и по некое време им пишав, ако ми пуштите 4 пара за таа цена што ја нудите, јас ја земам пратката, а оваа половна пратка не ми треба. Не пишува така во објавата. Според вас, кој ги штити онлайн купувачите? Како им се заштитени? Никој не ги штити, еве ги ми стојат чевлите. Као патики така нешто, стојат патиките, ми се мали. Одлично, благодарам. Тоа е она што го бараме во црвена линија. Еве ги охрабрувам и останатите кои што еве немате искуство во недоумица сте дали да се јавите во контактна емисија како црвена линија. Сега е моментот да го завртите нашиот телефонски број, како досега гледачите, секако да го споделите вашето лично искуство. Да видиме што ќе каже следниот гледач или можеби гледачка. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Јас, да ти кажам, имам нарачано пред едно 7-8 години онлайн. Прв пат нарачав чизми и не беа нешто скапи. Добро, испораката беше 130 денари, не ни плаќаш. Ама кога ми ги донесоа дома немаше врска, значи ја носам 36 број, они ми донеле мене кој знае 38-ица ми пливаше ногата, па ајде па назад да реагирав, да ми дадат помали, па пак мораше да платам, нели?
за испораката, за враќањето, па пак на крај веќе по 3 пати и се договоривме да не платам, така да веќе се попарив еднаш, веќе не нарачувам. Туку нешто сакав да ве прашам вас како млада паметна, нели? Мене не ми е јасно, на пријателка моја нарача блузичка и сега да речеме ако блузичката 600 денари. И сега кажуваат испорака 250, 850. Па после викаат ДДВ 18% и после вкупно плати 1000 и нешто денари. Сега ме интересира кој ДДВ не и дадоа фискална сметка, тоа нешто не разбирам. Тие испорачуваат фактура, а уствари ДДВ, а немаш фискална. Тука нешто мене не ми е јасно, немам кој да прашам. Еве, јас ќе ви кажам, моето лично искуство кажува дека големите гиганти продавници за облека, секако доколку направите онлайн нарачка, не само што ќе ви донесат, туку ќе ви овозможат преку мејл, ќе ви информираат докаде и како патува нарачката до вас и секако на самиот пакет во облико се доставува фискална сметка. Тоа секако можам да го кажам за големите препознатливи гиганти за облека, тоа секако е така, но еве имам и прашање, ова е интересно што го споделивте. Дали сте добиле, да речеме, при онлайн нарачка некаква сметка, дали воопшто и како одлучувате од кого, односно од која онлайн продавница да нарачате? Всушност, врз основ на што го вршите изборот. И секако еве, ова нека го отвори прашањето, кога стига нарачката, дали всушност добивате и фактура или некаква фискална сметка. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Тина? Да, повелете, ве слушаме. Тема, нели? Да, повелете, црвена линија. Нека. Ја сум порачал многу пати од овие работи, како што ги викаат онлайн, и едно 10% добро е, ама едно 90% не чини робата, а не можеш да га вратиш робата. Нема шанса. А и сум трговец кој работел, држал колонијал едно 12 години, и кога ќе се пожалели моите муштери, јас сум враќал све. И сега ја у овие работи не верувам. И да ти кажем дека подобро е доќан него по овие работи да се пуштат. Ајде, како во светот го опишувате тоа што гигантите онлайн продавници Амазон, Алиекспрес функционираат безпрекорно? Безпрекорно, па... Дури во светот и многу повеќе се купува онлайн. Доста, кажи. Многу во светот повеќе се купува онлайн. Како се заштитени таму онлайн купува? Абе, нема подобро од малски дуќан, нема подобро, ама они покушаја и ги уништија. Ги уништија со овие големи маркети, со тие што ги обараат цените, они идат на тоа, на крај на година добиваат некоја провизија голема. И тоа е тоа. Малите маркети што ги држаат дуќански, што викавме, малски, и нема плата, ама роба му даваш. Роба му даваш. А ова со онлайн, не знам, имам доста другари, никој не е задоволен. Од нив едно 10% са задоволни. Тоа е тоа. Така, големо благодарам до вас пред се еве што го споделивте, не само вашиот став, туку и личното искуство и мислење во однос на онлайн купувањето. Ајде да продолжиме со твитерџи. Еден интересен твит на кој што стои повторно од јуни оваа година. Не потпаѓаат Facebook продавници и бутици под управата за јавни приходи и пазарна инспекција, затоа што не се регистрирани фирми, а онлайн купување преку веб сајт кој овозможува плаќање со картица, тоа може да подложи на инспекција. Султана напишала баш поради такви како нив е и донесен закон
Законот за заштита на потрошувачи. Најголемите измени се прават таму, тука потрошувачот е најнезаштитен. Затоа има и потрошувачки приговори и други мерки за заштита на корисникот на добра и услуги. Кој ги штити според вас онлайн купувачите? Каков е вашиот став? Дали вие сте онлайн купувач? Какво е вашето лично искуство? Добро вечер. Да се доискажам. Може? Па ви баш ја отворивте темата со заштитата и со фискализацијата. Не знам како тоа да се... Највише ми смета че не добивате фискална сметка или че ако земете некој производ, технички производ, не добивате гаранција, да ви кажам право, со производот. Тоа највише ме иритира и сум реагирал, рече, сум го прашал да пусти фискалната, затоа и ако не сте задоволени, вие немате доказ дека сте купили од него. И од тие причини мислам дека никој не штити и дека се што работиме на собствен ризик. Дали никогаш сте добили еве фактура, можеби? Реков, за некои производи сум добила, ама за некои не. Претежно кога се работи, речеме, за патики или за некои ситни работи, нема ни сметка, ни ништо. За некои поголеми, да, сум добил со фискална, со гаранции, со све, меѓутоа за некои грото од порачките без фискални и без гаранција. Тука би требало сепак државата да си го регулира пазарот, да ви кажем право. Мене тоа ми смета, али кога ќе видите разлика во цена, речеме сега баран јакта зимска, видите онлайн јакта добивате за 3000 денара, одете во некој бутик 9000 денара, огромна разлика. И таа разлика во цени ве мами. Ама сега па рискирате дали ќе погодите и се пазарите, тоа е. Како одлучувате од кого купувате, еве, бидејќи е онлайн? Што следите? Па да видите, јас не зимам многу, претежно че мене ако зимам техничка роба, зимам да кажеме, гледам да реков да има продавница, да има ја отварам страницата и го читам кој е понудувачот и отприлика можам да одлучам дали ќе ми измами или нема да ми. Јасно, благодарам многу и секако е уште еден пример за тоа, доколку сакате нови да ви 10 секунди, со оглед на тоа дека тоа не е време траењето за едно јавување. Слободно додека траеме можете повторно да го завртите нашиот телефон, како што го направи тој гледачот пред малку. Добро вечер. Добро вечер. Какво е вашето искуство со онлайн купување? Дали себе така сте купувале? Не? Сум купувала често, Лидија, на телефон од Битола, ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. Јас многу често купувам онлайн, но сепак пазам од каде и од кого купувам. Би истакнала дека имам позитивно искуство до сега. Ми вратиле кога ми бил голем, например, фустан, чевли, би ги истакнала молини, шил, стилето, имам купуван од бутик New Look, од бутик Лео и сум фустани од таму купувам и сум многу задоволна, да ви кажам право. Како се одлучувате на кого ќе му ја дадете вашата доверба кога станува збор за онлайн продавница? Првин многу добро гледам страницата, ги гледам коментарите, така ги видов и бутик Лео, Несе Фешн, бутик New Look, Стилето, Молини. Многу добро разгледувам првин за што се работи и нарачувам. Ако ми е, например, голем фустанот, ќе се јавам, односно ќе му пишам на месенџер, одма ми враќаат или ми го заменуваат производот, така да најчесто имам позитивно искуство, да ви кажам, еднаш до 2 пати. Дали сте добиле фактура, сметка? Сум добила, да. Не од сите, ама сум добила, да. Сум добила и сметка, сум добила фактура, од Ивет Шоп сум нарачала, супер се, можеш да ја пратиш и пратката, така да моите искуства се позитивни во секој случај. Голем поздрав од Битола. Голем поздрав и до сите во Битола кои што во моментот не следат на црвена линија и секако големо благодарам и вам што еве го споделивте вашиот став. Продолжуваме. Добро вечер. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Со мене ли разговарате? Да, повелете. Прво да кажам, значи мора да се направи разлика што е доставна служба, а што е продажба. Значи доставната служба, куриите или поштите си прават достава. Значи кривицата не буде да бъдете никој што достават. А вие од каде да рачувате и што правите? Значи самиот продавач вика дека робата не сме да му се отвори, дека робата не сме да се види. Ти
се доставува спакувано. Тоа беше поравниво. Пошта, ако ти дојде писмо препорачено, кој го отвараше? Никој. Значи, не може да го отвориш ти. Таму, ке си се подпишеш, ке си го земиш, па после со кого имаш проблем, тоа е твој проблем. Тама работа ние да бидеме бутик и со гардероба самите доставувачи. Не може да бидат тие гардероба. А еве кажете ми, според вас кој ги штити онлайн купувачите? Не зборуваме сега за доставата, туку за онлайн купувањето. За онлайн купувачите, че многу е битно од кај доставуваш. Сегде си има коментари, позитивни и негативни. Не може да се залетуваш ти по цената. Цената не ти гарантира успех. Ми се чини дека имате одлично познавање и искуство, па еве според вас препораки врз основ на што е најдобро да се направи избор на продавница онлайн? Мора да видиш коментари. Значи се прашуваат, има 6 милиони сајтови, како се задоволни од овој, како се задоволни од тој и од сите. Така, значи најчесто да се следат препораките и да кажеме оценките кои што ги даваат нивните потрошувачи. Големо благодарам. Еве слушате што велат гледачите досега, да видиме што ќе кажат следно новите. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Да, здраво. Да, одлично ве слушам, повелете. Вака се, зови онлайн. Еднаш-два пат ми имаат зафркнато. И со величина, и со боја. Ја барам бело, они ми прачаат зелена боја. Добро, ајде да вратим, нема шанса да вратиш. И од сега натака, кога сум ми наручувала, ќе одземам производот во раце, ќе го искинам најлонот, пред доставачот, мика полека, и кам не полека, ја не купам мачко вреча. И ако ми е тоа што сум го порачала, ќе одземам, ако не му врачам, ми кажувам чао на тоа. Ама зашто така, за мене сум будала, некој мене да игра со мене. Едно нешто друго. Од AliExpress, сите пратки што сум ги порачала стигнале како што треба. А во DM, еве ова апел да сите корисници, ја неколку пати сум купила нешто што кога сум го отворила дома не било тоа што сум го барала, а не даваат тамо да ги отвориш производите, ги замотуваат со пластер, со целотейп, да не можеш да видиш, немаат тестери. По закон, тие фирми што продаваат козметика за мейкап или нешто такви работи, мора да имаат тестер. За ја да го видим производот што купувам. И еднаш кога ја долазим тамо, отворам нешто, те ми кажаш го отвораш, викам да видим што купувам. Чеки сега ќе викнеме шефот. Ако викнеш шефот, дојде шефот. Ја мислам, знаете дека ако ви пријавим се, ја викам тамо во инспекција, дека ќе одговарате законот, предвидува дека вие мора да удоволите тестери за ние да ги гледаме, да знаеме што купуваме, а не купи од дома фрлио, не те одговара. Така усетек, вика не го отвараме робота. И тоа како ќе ја купим робота ако не ја. Така, ќе подсетам да имате во предвид дека 90 секунди е секој јавување, но како и да е. Прво ќе ви се заблагодарам за тоа што го споделивте вашето искуство и додека траеме и ќе ве подсетам дека повторно можете да го завртите бројот и секако да си добиете нови 90 секунди. Внимавајте на тајмерот, ова го укажувам на сите до прва кои што ќе бидете вклучени. Добро вечер. Дали го имаме гледачот? Добро вечер. Добро вечер. Ако може малку погласно би ве замолила. Во ред. Ало? Добро вечер. Дали купувате онлайн? Да, неколку пати и повеќе никогаш. Зошто? Затоа што имам многу негативно мислење за таа продажба. Или ке е погрешна боја, или погрешна величина. Ке се јавувам на месенџер, ке им кажам, викам, вие читате само улица, број, телефон, тоа ви е битно. Не го читате текстот, што бара купувач. И во ред ке ви ги вратиме. За колку време? За 2 дена. Поминале 5 дена так. Да, скоро, на патје. Месец дена јас упорна бев и почнав на тие нивни реклами да пишам негативно искуство, што велат предходните гледачи. Кога видоа дека неколку пати пишам се негативно, ме блокира. Дали добивте фактура или фискална сметка? Ништо. А доставата не дава ни да се отвори, што и тоа е голем минус. И така да не препорачувам на никого, бар по моје искуство.
А според вас, Еве, постои ли некој или нешто што ги штити онлайн купувачите? Не познавам дека некој ги штити. Така. Тоа само што... Големо благодарам за вашите одговори. Еве еден интересен твит, кога веќе зборуваме за онлайн продажби. Му припаѓа на Филип, кој што напишал 2023 година. Се уште нема можност за онлайн купување на карта, резервирање седиште на автобуска во Скопје. Оно што е интересно, онлайн продажбата не се врзува само за купување облека, Facebook продавници, Instagram продавници и така натаму, туку онлайн продажба подразбира и да се обезбедат влезници за концерти, се разбира за автобус и така натаму, кој што ќе возможа да се заштеди и време и секако да се избегнат големите гужви, особено во период кога се луѓето исклучително зафатени со обврски врзани за семејство, работа и така натаму. Одеме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. Преди се среќен празник нека. Нека е за многу години. Јас работам во една реномирана фирма трговска во Македонија, со која се бавам, се занимавам многу години и директно сум инволвиран во продажбата и се. Така да со самото купување и контактот со потрошувачот, неговото височество, што ви рекле, гледаат дека има декларација, дека има и се и додаваат илјадници прашања. Јас тоа го разбирам, но не би го одобрил. Има и декларации и се, а не ова онлайн купување кое би го нарекол дека е добра работа. Во однос на купувањето, они што сакаат? Долче Габана да добијат за 200 денара со достава до нивниот дом и незадоволни се. Не знам дегутантно е да се збори, ама добра тема е. Ја од искуство што имам мои пријатели, задоволни се од онлайн купување. Според вас, Еве, како можат потрошувачите да се заштитат, што треба да имаат во предвид кога купуваат онлайн? Заштитата. Они чим више добиле као лиценцираност од таа гледна точка, од тој аспект, валја некоја заштита треба да имаат и луѓето, не велам не. Ама сега па да ги напаѓаме. Никого не напаѓаме, туку поставуваме прашање со оглед на тоа што еве низ годините и на нашата земја и се случи развојот на технологијата и можноста да се купува онлайн. Особено најголема експанзија, барем во земјава, достигна во време на периодот на пандемија. Така да ги прашуваме и граѓаните, па може да се вклучат сега кои добре дојдени се собствениците на онлайн продавници, како и потрошувачите. На некој начин сите ние сме потрошувачи. Па да видиме и дознаеме од прва рака, односно од вас, драги мои, какво е вашето лично искуство со онлайн купувањето, што најчесто купувате онлайн, како се охрабрувате да го изберете оној од кој што ќе купувате робата или продуктите и според вас дали постои заштита на онлайн купувачи во земјава? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. Вака, јас најверојатно спаѓам во помладава генерација 30 на години. Така. Сакам да кажам дека во последните 5 години не постои облека, парче или некои обувки што сум ги купил директно во продавница. Се било преку интернет, користејќи најразлични страници, почнувајќи од Амазон, eBay, сите останати овие наши македонски. Никогаш досега немало никаков проблем со некоја нарачка. Сите стигнувале на време, некој може би задоцне неколку дена или нешто такво, али да сум имал проблем со погрешни броеви или со погрешни бои или нешто такво како што спомнаа претходните гледачи, стварно сум немал никаков проблем. И најверојатно заради тоа што не сум порачувал од некои страници по Facebook, туку сум нарачувал по некои официјални страници. Така, тоа сакаме да слушнеме како се прави вистински избор во однос на тоа од каде се купува онлайн.
Па, само следете некои вистински продавници што во реалноста стварно постојат. Не може некоја онлайн продавница МК или не знам која да ти продава патики по 300 денари и ти да очекуваш дека стварно ќе добиеш тоа што си нарачал. Мислам се со нели секој честни исклучоци, меѓутоа многу поголема веројатност дека таму ќе има некои проблеми со твојата нарачка. Ако имаш некоја друга опција како интернет продавница, на пример некој Интерспорт или не знам некој продавници што постојат во реалниот живот, тогаш најверојатно дека твојата нарачка нема да има некакви проблеми, ќе пристигне на време. Така, тоа се регистрирани продавници и да, точно. Огромно благодарам и драго ми е тоа, сакавме и да го постигнеме, особено по младата генерација, претпоставувам и од гледачот кој што пред малку зборуваше. И навистина, особено по новите генерации, целосно, можеби најголем дел од своите потрошувачки желби ги остваруваат преку онлайн купување, но секако и се многу предпазливи и внимателни и затоа, како што рече и гледачот пред малку, неговото искуство е целосно задоволувачко со оглед на тоа што нема никогаш грешка, барем кога станува збор за регистрирани продавници онлайн. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија. Вака, јас сум не од помладата генерација, јас сум малку посреднава генерација и тоа што сум го купила преку интернет, значи повеќе ми се погодило него што сум купувала во продавница. Ете интересно. Како го правите изборот од кого купувате онлайн? Па не знам, излагуваат реклами, ќе контактирам на Facebook, обично ќе контактирам со луѓе, значи никогаш сум немала проблем, ни за менување, ни за број погаѓање, значи последно што порачав, дури човеков ме праша дали големината обем награди, пошто сум жена, колкава е за да ми прати производ кој што ми би ми одговарал. Значи никогаш сум немала никаков проблем. Дали само облека купувате онлайн? Патики, значи сум порачувала многу работи, не само облек. Така. И никогаш сум немала никаков проблем. Според вас дали се заштитени онлайн купувачите? Како? Според вас дали постои во земјава заштита на онлайн купувачи? Не знам, јас не сум имала никако ништо такво за да би можело да ви кажам дали постои или не. Добро. За да би можела да контактирам некого па за да знам, не знам. Искрено. И тоа да ми открите како правите избор, реклама е доволно да го видите производот или малку повеќе истражувате на страницата? Прво гледам кои се озбилни продавачи, значи да има број, да има големина на облеката. Зашто би... Така. Благодарам многу. Одлично, драго ни е што споделувате и секако и понатаму додека траеме ќе ве охрабрам сите вие кои што и ве сте купувале онлайн да ни предочите всушност каква е вистинската слика како потрошувачи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Јас ќе се сложам со претходниот гледач, пред господјата што беше. Така. Убаво кажа. Сега немам време многу, 39 секунди што велите сте на располагање. Јас би се сложил во тој дел што кај нас ќе кажем прво тоа, немаме закон, немаме заштита на потрошувачи во областа на онлайн порачките. Јас порачувам веќе скоро, можда можеби 10 години од AliExpress и eBay. Повеќето од AliExpress. Значи, јас тоа што го знам од лично искуство, самите продавачи се плашат да направат злонамера. А замислете, тоа е Кина. Од Кина ви пристигнува во Македонија, да кажеме за 30 дена, за 40, комплетно истиот производ како што гледате на слика. Само еден момент ќе го кажам, ќе го напоменам и гледачите да знаат, не се порачува облека и обувки. Не знам што... Во однос на AliExpress мислите, така? Да, поточно за AliExpress, слично и eBay. Конкретно зборам за AliExpress. Значи, продавачите толку имаат подпишано договори со AliExpress или поточно и Alibaba. Alibaba работи на големо. Не е важно. Зборам конкретно за AliExpress, што знам. Имаат подпишано договори, такви договори што не му се исплати на него да ве изневери за некои си, не знам, некои очила или
или сте купиле. И на тој начин се строго заштитени, се разбира, преку оние кои што потпишуваат договори, така се заштитени купувачите. Благодарам многу и вам. Сега кога продолжате да не следите и еве во однос на тоа мора да признаеме дека повозрастната генерација и оние кои што долго време бевме навикнати, имавме пракса да она што го купуваме, сакаме да го пробаме, да го видиме, да го пипаме. Технологијата секако напредокот ја направи и го направи купувањето поинаков предизвик. Тоа значи дека сега постојат можности, како и гледачите кои што се вклучија, да купувате дури и од далечни земји и други континенти. Но ајде ние да се навратиме околу домашната сцена на онлайн продавници и секако еве да прашаме какво е вашето лично искуство врз основ на што ја избирате онлайн продавницата, што најчесто купувате и дали според вас кај нас онлайн купувачите се заштитени. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Овде една гледачка која исто е од помладата генерација со многу онлайн купување, особено последните неколку години од како фати ковид пандемијата. Така? Имам порачувано се и се што, значи од технологија, значи од робот правосмукалка, прочистувач за воздух и не знам што, книги, облека поретко, тоа почесто за децата, меѓутоа од проверени страници, каде што пишува точни димензии, пишува материјал и сето тоа. Не сум имала никаков проблем. Не знам сега дали смеам да спомнам македонска фирма од која што сум најзадоволна од онлайн нарачките или да го скокнам тој момент. Па можете да го прескокнете името на брендот, но да поентирате со искуството, тоа е оно што го бараме. Ете, ајде вака, само ќе кажам дека се работи за една македонска аптека која што нуди и онлайн продажба и сега чудно е нели аптеки има секаде низ градот. Меѓутоа, доброто е што умен кога правите порачка, ги имате таму сите производи, не мора да лутате од една во друга аптека за да ги најдете. Правите порачка, плаќате и штиклирате кој ден сакате да ви стигне нарачката и во кој период од денот. Значи тоа е 3-часовен период, што кога ќе го селектирате, навистина во тој период доаѓа дома нарачката. Доаѓа пакетот, внатре во пакетот имате фискална сметка, тоа е единствената фирма која што ми донела фискална сметка во пакетот. И дополнително, ако имате картичка внесено од таа фирма на сајтот нивни, ви се засметуваат поени на картицата, што мислам дека е стварно одличен начин на кој што функционира. Благодарам многу што ете и вие се вклучивте во Црвена линија и го споделивте вашето исклучително позитивно искуство. Одиме понатаму со вас. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Добро вечер, како сте? Добро, благодарам. Па еве, какво е вашето искуство во однос на онлайн пазарувањето? Па Тина, види вака, ја имам нарачено доста производи, например имам масажери, тегови некои за дигање така. И се било во ред. Гледам некои се жалат, некои се фалат на телевизијата, ама Тина меродавна си би ти што ќе кажеш дали да порачуваме, дали не и од кои фирми тоа. Ја вака ќе ви кажам, она што сакам со оглед на тоа што имате позитивно искуство, еве како се одлучувате, бидејќи пазарот е огромен, понудата е огромна, постојат на социјалните медиуми огромен број продавници. Како се одлучувате за изборот на продавницата? Па, например, ја не сум се одлучувал, сум прочитал вестник, например, за масажерите се продаваат, имам 3 масажери купен. И урок на времето, све точно ми доаѓа, цената иста, све тоа, све било, мислам, и здрави производите и дојава нарачката уредна. И задоволен сум, ти кажам, мојата исто сопруга нарачува, исто и она задоволна. Така, дали ви се чини дека се заштитени онлайн купувачите во оваа земја? Па мислам дека се заштитени. Не знам сега тоа. Така, благодарам многу. Тина, пак ќе те се јавам у понеделник.
Не, ќе ми се јавите малку подосна во Заврти на Тилма со сопругата и таму сум јас најмеродавна со оглед на тоа што денес сме петок и веќе ви откријам овој дел од Црвена линија. Имате можност денес да освоите една убава, фантастична награда, тоа е право смукалка. Нашето дружење се разбира, дискусија продолжуваат и понатаму во Црвена линија. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во Црвена линија сте. Здраво, добро вечер. Ја пред малку се јавила, не се го искажав. Да, слободно. Супер. Вака се, за таа онлайн нарачка неколку пати аз сум порачувала некои работи кои они ги рекламираат преку нивно видео. Истото видео го има и на YouTube. И на тоа видео производот е оригинален и многу е добар. А тоа истото што ќе ви опратат е слично како него, бледа копија која нема врска од тоа што го гледате на видеото. Мене ми се случило овие држачи за телефони за укола, тука некои тие електронски работи што они ги рекламираат многу јако, а не се тоа што треба да било истото. Значи нема врска од тоа. Дали ние зборуваме за домашни онлайн продавници? Да, за домашни, за тука, да, за македонски. Добро. А јас сакам уште нешто да искоментирам до вас и до не знам кој гледа, поготово у продавници кај се продава технички работи, техничка роба. Ја влагам да купувам звучници и барам да ги слушнам како звучат. Они викаат не ги отпакуваме, а не бе ефтини, 5000 денари компјутерски звучници, така квалитетен звук да вадат, ми требаше за клавиатура. И па викам како ја да ги купам се овие, ако мене не ми прават звук како ја сакам, како ја ќе ги платам, после нема да ми вратите. Секаде во свет имаат по еден урнек од секоја роба, која ја покажуваат, ја пуштаат, да слушне купувачот и да види што купува. Тоа треба да се земе во предвид во инспекцијските служби. Така, благодарам многу, Еве, и секако практично покажавте и на останатите дека возможно е во Црвена линија и повторно да добиете нови 90 секунди со цел нели да го дополните вашето искажување и одговори. Продолжуваме. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро, во Црвена линија сте? Среќен празник, господја Тина. Благодарам многу. И темава ви е супер, одлична тема за младиот свет, убаво, ние сме полуписмени или никако не писмени, али свака ви част што отворивте оваа тема, да ние се доближиме, по старите генерации се доближиме. Еве, ја вака ќе ви кажам, во однос на писменоста и неписменоста, повозрастните генерации всушност се супер писмени. Оно што е интересно е дека се ставени пред нов предизвик. Се разбере, низ годините се развива технологијата, но и возрастна категорија на граѓани може да купува онлайн и не е некоја филозофија. Оно што е филозофија е како да не бидеме измамени, како правилно и квалитетно да пазаруваме онлайн. Господја Тина, сега ќе ви кажам, секоја нова работа ќе се во светот, во глобално село на земјината топка, ќе се уреди со закон. Нема измами и ова и она, се ќе биде како треба. Само ви благодарам за темата што е отворите. Дали ве сте купиле некогаш или некој од семејството ви купил нешто онлайн? Како не, господја Тина, малите порачуваат и пици на интернет. Ете така. Да. Се најубаво и убав ден. Ма најубав ден еве кога веќе спомнавте пици, знаат оние кои што редовно гледаат Заврти на Тилма, пици имаме и во квизот, така да ќе се слушнеме пак. И верувам дека ќе се освоите и пици, и правосмукалка, и многу награди кои што имаме во квизот. Ви благодариме, убав ден имајте. Најубав ден да имате и секако да останете со нас. Еве ви кажав, допрва нели ќе имаме интересна и можам да кажам задоволнителна дружба во поглед на тоа што некои од вас ите како ќе се почувствуваат добитни со оглед на тоа што имаме многу награди. Но Црвена линија продолжува и еве во ова празнично издание зборуваме со вас околу вашите лични искуства со онлайн
продажба, кои се предности, кои се негативности, дали производ што сте го нарачале истиот што сте го добиле, дали можете да ја вратите робата, добивате ли фактури, фискални сметки и дали според вас постои заштита на онлайн купувачите. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој Тина, ме слушате? Да, одлично, повелете. Видете, јас имам нарачано, неколку пати имам нарачано онлайн, меѓутоа стварно не сум задоволна. Летото некаде нарачав едни сандали, стварно убави беа ортопедски, меѓутоа број ми пратиле кој им останал. А тој број јас што си го носам, не ми го пратиле. Направивте ли замена? Не. Одма, мислам, веднаш тоа беше блокирано, јас се јавував, им пишав пораки, никој ништо не ми одговори. Слично ми се случи сега пред 5-6 дена. Од, како беше тоа, ексклузив шус, нарачав чизми за мене и за комшиката беше тука. И она ми вика, жана и за мене вика нарача. Ајде нарачав 2 пара и јас ги порачав и ги донесоа вчера и сега гледам не се тие што сме ги нарачале, плюс се друга боја и на комшиката се мали и мене ми се малку мали. И сега ностоп ги барам и не се јавуваат и фактички ние не сме заштитени од купување онлайн. Дали е тоа само онлайн продавница или има физички регистрирана продавница? Нема физички, само... Така, благодарам Еве што го споделивте вашето лично искуство. Тука ќе се надоврзам и во однос на тоа како вие правите проценка и како го вршите изборот кога бирате онлайн продавница. Со оглед на тоа што имавме и гледачи кои што 10 години и повеќе купуваат онлайн, но ќе подсетам тоа го прават од проверени онлайн продавници, односно сајтови кои што функционираат барем според нивните кажувања безпрекорно. Добро вечер. Ало. Повелете, во црвена линија сте. Ало, јас вакво, ја имам купувано онлайн, до сега имам купено мајца по кратки ракави блузон, ама сум немал. Добро. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Сега е намален, да, намален. Така, за да се зборуваме телефонски подобро. Значи, вашето е позитивно искуство. Па моето позитивно искуство, ја сум нарачал до сега од онлайн, преку сум взимал, имам купено блузон и сум имал купено мајца по кратки ракави, сум купил што нам други работи од патриотско друштво, ама до сега сум немал никакви проблеми. Супер. Така, како го правите, Еве, според... Така, како сте го направиле изборот? Еве, што ќе им порачате на гледачите? Како... Видете, секакви ги има се на интернетот. Има некои што ќе купиш производи, па не ти ги нарачуваат. Уште се закануваат од таму. И вршат закани, па се и други работи. Не ги враќаат производите, секакви ги има. Дали добивате фактури, фискални сметки? Не добивам фискални. Сега како ви се чини, дали потрошувачите се заштитени при онлайн? Не знам дали заштитени, не за баш заштитени. Ја до сега фискални не сум добил, ама производите испаднале да се добри, квалитетни. Тоа ми е зборот. Така. А фискални немам добиено. Така да човек не може да нарачува секој. Така, Еве, слушнавте гледачот кој што е точно пред рекламите, оно што напомена е дека не се нарачува од секој. Време е за реклами, а потоа следуваат и резултатите од Instagram Story анкетата. Заследете не и учествувате и во време трењето на реклами на анкетата. А сега време е по рекламите да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата, па еве инстаграмџи како гласа, како одговорија всушност на нашето денешно прашање. Купувате ли онлайн? Со да одговорија 72%, со не 28%.
И сега тука ќе се заблагодарам само за учеството во Црвена линија, но и ќе потенцирам дека празничното расположение и се разбира попладнето треба да ви продолжи повторно со мене. Ќе ми биде особено чест и задоволство гласовите кои што редовно и нередовно ги слушам во Црвена линија да ги слушнам и во заврти на Телма. А сега е време мене да ме слушнете и добро да запомните, бидејќи ќе откријам, ќе подкажам прашања кои што денес секако ќе се случат во квизот, а ќе донесат некому главна награда, како што е правосмукалка. Еве вака едно прашање, забележете, жена што дои своје или туѓо дете се вика како? Како христијаните во средниот век ги нарекувале муслиманите? Во кој коктел се става мраз, светол рум, џус од лимун, шеќер, сода и листови нане? И ево уште едно прашање, кој е најголемиот национален парк во Македонија? Секако најгледаниот и најдобриот квиз ќе почне за кусо време. Јас ќе се позиционирам до тркалото, а ваше е да го завртите нашиот број и денес да ни ги соберете сите награди, вклучувајќи и главната правосмукалка. Се гледаме.